образување, както и проекциите на Министерството за финансии и Народна банка на Република Македонија од овој период. Најмногу се до октомври, има септември, најнови. И гледате дека остана збор за очекувањата за реален раст на бруто домашниот производ во 2025 година. Тука се некаде се движат меѓу 3 и 3,5%, додека има малку поголеми разлики во очекувањата за растот на реалниот бруто домашен производ во наредната година. Кога сме кај инфлацијата, гледате нашите проекции со проекциите на Министерството за финансии се поклопуваат. За 2025 година 3,9%, 2026 година 2,5% и оно што рековме враќање кон историскиот просек 2027 година од 2%. Во 2025 година нашата априлска проекција беше нешто по-песимистичка, 3%, и негово забрзување на 4% на среден рок во периодот 2026-2027 година, што е непроменето во однос на што го предвидувавме во априлските проекции. Понатаму во однос на структурата на растот, очекуваме дека тој ќе биде генериран од страна на домашната побарувачка, со суфицитот во текомната сметка. Растот на бруто домашниот производ во 2028 година се очекува да изнесува 4% од бруто домашниот производ. Во 2025 година ќе изнесува 3,9%, а во натамошниот период на проекции ќе следи патека на надолно приспособување и враќање кон историскиот просек, што го бележат изминатиот период. Инфлацијата во 2025 текомната година ќе биде под влијание на растот на цените на храната, во услови на се уште индекс на базична инфлација, која ќе ги исклучува цените на волатилните производи, како што се храната и енергијата, и одредено стабилизирање на цените на енергенците. Додека во наредниот период проекциите се дека инфлацијата ќе се сведе на 2,5% во 2026 година и 2% на среден рок, она што е во рамките на инфлацијата во еврозоната.